Така, ги завршивме вестите со дел од светските случувања. Ново продолжение, тука се моите колеги кои што секојдневно, секое утро имате можност и прилика да ги гледате во рамките на Слободен печат во делот за меѓународна анализа. Оние кои што навистина ја познаваат оваа проблематика, ви посакувам и денеска добро утро. Срген Ивановиќ, добро утро. Денан Доновиќ, добро утро. Добро утро. Повелете со вашата меѓународна анализа за ова утро. Благодарам, Александра. Дејан, утрово масовен напад на повеќе цели во Украина. Харков, Одеса, Киев, мислам дека се уште траат. Првите три ги нападна. Да. Па 789 дена од почетокот на руската агресија, интервенција, специјална операција, кој сака и кој како што велат данашки љуби да каже. Покренат е овој масовен напад како резултат на оваа долго очекувана помош од 63 милиарди долари за Украина. Тука има и за Израел, не се разбира, но за Украина е поголемиот дел од страна на Соединетите Американски држави, за да се врати надежта, бидејќи Украина и украинската армија пред целосен пораз, бидејќи руската армија на фронтот и на теренот има офанзива и успева да ги пробие украинските борбени линии кои се ослабнати поради недостиг на муниција, оружје, материјални средства и војска. Киев тврди дека околу 25.000 војници се борат во делот во градот Часов Јар, кој руски војници. Руски војници, околу 25.000. Да го заземат целото тоа, како го нарекуваат, тој јазол на врски, каде што има железница за снабдување на украинските трупи или со логистика и сето тоа, тие се повлекуваат. Паралелно е нападната Одеса, нападната е Харков, урнат е телевизиската кула. Значи, што прават русите од прилика кога да го истолкуваме, целосно го уништува таа информативна инфраструктура во Харков, го нападна Киев, како ми се чини Киев го напаѓаат повеќе како гест дека види можеме и таму, а Одеса се напаѓа според мене и многумина како резултат на оние напади што по таа страна доаѓаат и што на русите им прават сериозни проблеми изминативе 789 дена, повторно ќе кажам, копнениот и воздушниот дел русите доминираат, но имаат огромни загуби во Црноморската флота, бидејќи малку па доаѓа некоја вест дека украински дронови, дали се украински не знаеме, но украинската армија ги лансира и уништува по некој борбен брод, патролен чамац и сето тоа што ја прави Црноморската флота послаба, ако ја земе она сценарио шпекулативно дека русите ако ја освојат Одеса, ќе го затворат пристапот на Украина кон море и ќе изгуби смислата геостратешки Украина, бидејќи нема веќе да излегува на море. Едно од алатките секако е таа Црноморска флота, а таа трпи според овие новински информации доста штети, бидејќи до сега не знам колку веќе бродови се уништени, меѓу кои беше главниот брод на Црноморската флота, Москва, уште од почетокот на војната. Значи, на неколку места се упаднати, русите освоја неколку стратешки села, да не ги именувам, Богдановка и така тоа, бидејќи не ги не знаеме веќе. Очертино, да. Тука е направен прилично голем клин во одбраната. Па веројатно руската армија сака да добие што повеќе да освои. Знаеш, кога се влегува на некакво да кажеме финале условно речено, што повеќе да освоиш територија за да можеш потоа да преговараш. Ова го реков бидејќи и Русија и Украина некако срамежливо јавност излегува дека веќе разгледуваат некаков мировен предлог за Украина. Зеленски имаше интересна изјава која рече дека понудил на Русија некаков мировен договор, ама тоа ќе било како некој ултиматум, нема да има преговори, ќе било поддржано од други земји и другите земји ќе го дале предлого за мировен приговор и тоа и ќе извршеле притисок во Русија. Мене ова се ми личи, он што да каже, он мора тоа да го каже, но мене ми личи све повеќе и повеќе она. Јас го уважувам мислењето на сега веќе покојната легенда на светската дипломатија, кој Хенри Кисинџер, кој уште пред да почине човекот со огромно искуство рече Украина мора да ги заборави оние 4 територии кои се веќе прогласени како дел од Руската Федерација и да почне да преговара, а не да се занесува дека ќе дое дури до Крим да го освои. Значи Крим е петата територија, не зборуваме за Херсонска,
Запорожка, како веќе беа области, некаде на Днепар и веројатно сега Донецки и Лугански. Да, Киев се обидува да, односно Зеленски се обидува да си го спаси образот, честа да не испаѓа нека се не послушал, па многу луѓе загинаа поради неговата политика дека ќе дојат до Крим, туку да седна на преговори, а сега го пробива некако ледот. Тоа така изгледа, но паралелно од тоа помошта која добија од САД им дава надеж дека можеби ќе може да направат нешто. Но сега од друга страна малкумина збора таа помош не е помош, туку е кредит. Че Украина ќе мора тие пари да ги врати. Како ги врати, тоа они се знаат. И сега се повеќе моје лично мислење на многумина е дека веќе има логика на изјава на Макрон дека 2000 војници француски ќе распореди, бидејќи очигледно зад Дали кулис така мировници? ќе се испостави дека ќе се стават на некоја линија што ќе се договорат Западот и Русија, каде што нели ќе има линија западна. И пољаците нешто слично? Па за пољаците особено ќе кажам, бидејќи вчера Дуда, председателот, изјави рече дека не е невозможно во Полска да се распоредат и некакви нуклеарни ракети. У смисол сега не мора да се атомско оружје, ама нуклеарни со нуклеарна некакво полнење, не мора да е баш атомска бомба сега, али чим има нуклеарно, тоа е нуклеарно оружје, што ми укажува дека можеби зад кулисите на целава приказ на двете страни веќе го имаат нацртано сценариото да биде НАТО и Западот до една линија во Украина, па украинците, буфер зона, нели она, зона развојување, па потоа руските овие што ги освојат. Руската Украина. Па ќе се подели на Мало Русија, Ново Русија и така тоа, а Зеленски ќе мора да размислува како ќе се извлече од целата на реторика и ми се чини дека овој кредит, ова сега шпекулирам, кредит од 63 милиарди, бидејќи он го потенцира, ова не е неповратна помош, тие Украина ќе мора тоа да го врати, некоја генерација. Очигледно е во контекст на ова што го зборувам сега, не во контекст на ќе ослободиме цела Украина, повеќе од јасно, освен Зеленски, мислам дека никој на планетава не се надева дека Украина ќе биде во истите граници во оние што беше пред 789 дена, кога Путин ја направи агресијата врз Украина. Реков агресија бидејќи ја нападна. Апсолутно, тоа е. Бидејќи нападна меѓународно признаена држава. Апсолутно е така. Добро, на Блискиот исток како е? Па на Блискиот исток продолжува тие подготовки на израелската армија во Рафах, 5 баталјони фамозни на Хамас да бидат истребени, па по цена да има големи жртви. Уште една или онаква разузнавачка информација на Мосад кој баш и не се прослави во последната година. Мосад вчера имавме и прва оставка на шефот на воената разузнавачка служба на тој вели, Израел. ние само по тој податок знаеме дека се 5 баталјони на Тој прв од сите функционери дава изјава од актуелната израелска, да кажеме, владеачка гарнитура, тука ги ставаме и војниците и цивилите, по оној напад на 7 октомври, каде што се направи трагедија со заложничката драма, киднапирани се цивили, од една рейв забава во пустината таму долж границата, многумина нив се загинати, починати, не се знае нивната судбина, па ми се чини ќе одам дотаму да кажам дека во светските медиуми, барем оние изјави на Нетањаху што ги пренесуваат, не се ни спомнуваат веќе заложници како да се нешто изгуби смислата, нешто као со Русија и Украина, денацификација, демилитаризација, причината за нападот врз Украина се изгуби и овде се изгуби, ослободете ги заложниците, туку сега нешто друго се остварува, ќе видиме што. Израел очекувано за мене и тебе веројатно, а и за многумина ја доби онаа помош, ми се чини дека американскиот сенат кога ги даваше, кога ги одобри овие средства, преку Израел се протурка и Украина, ми се чини, бидејќи Израел се знае дека е најумилениот сојузник и заштитник на Соединетите Американски држави, односно заштитена држава. Страна. Сега Нетањаху и покрај тоа што го молат од сите страни ја прекине, сега него ни молат после нападот на Иран, Израел, што е
покажа нашата теза дека вмешувањето на Иран имаше за задача Нетањаху да се приближи кон Белата куќа, бидејќи има многу нарушени односи, можеби најголеми во историјата на Израел и САД, бидејќи Бајден поради тоа што е во претседателска изборна трка, мора многу внимателно да ја води блискоисточната војна, бидејќи губи гласачи таму во Соединетите Американски држави, а Трамп го гледаме дека тука ликува и продолжува да игра една друга улога, но Соединетите Американски држави имаат константна политика кој да дое на власт. Повторно ќе се знае дека Израел ќе биде милениче, условно речено, и дека Трамп, тие изјави дека ден тако дојде ќе запрат војните, лично не верувам, бидејќи политиката е таа. Сега Соединетите Американски држави има една вест од утринава, малце да ги расшараме луѓево, дека ќе се подготвуваат да се повлечат од војната база во Нигер. Тоа е бидејќи таму се случи преврат со помош на Беа повикани, да. Со помош на руските паравоени сили Вагнер, кои... А не само од Нигер, веројатно и од околните За земји. Нигер е веста, французите веќе се повлекоа и оттаму едној револт на Макрон кон Русија, но сега Соединетите Американски држави од искуство многу тивко сакаат да се повлечат од Нигер, што мене ми укажува по досегашната искуство од сите вести што сум ги гледал изминатите 30 години, се работи за две работи. Или имаат прекратен договор со Москва, што не го исфрлам, па тоа е во контекст на онав за Украина, тоа е првата опција, или втората опција да подготвуваат нешто многу пострашно, па ќе видиме. И тоа не е исклучено. И тоа не е исклучено, особено што па саки ги префрлам од Африка кон Југоисточна Азија, гледам дека се зголемува лошата риторика кон Кина, што имаше два концепта. До изборите на 9 ноември САД да ги држат работите вака под контрола, со некакви контролирани конфликти, али под контрола, од Косово па нагоре. А може би сега отидено у план Б да се направи сепак некаква ситна интервенција, за да му се зголеми рейтингот на Бајден, бидејќи ја не знам како стојат со рейтинзите, но... Па лошо стои Бајден. Па според расположението во јавноста што ја гледаме, не стои добро. Сега бројките што кажуваат, дали и таму има оние фингерајки со анкети, тоа веројатно има, но ние не можеме да ги знаеме. Добро, мислам дека исцрпевме се, но во прилог на она што го кажа последно, еве јас да заклучам, синоќа или предсиноќа видов една вест во која беше објавено дека Кина, Народна република Кина, има значи на залиха 4 пати поише бакар, железо, челик, злато. Голема држава. Злато. Никогаш не било се пшеница и нафта. И дека вообичаено кога големите земји се подготвуваат за некои непредвидливи лоши сценарија, вообичаено они прво се обидуваат да ги наполнат своите амбари и дури потоа да... Кинезите во нивната филозофија имаат 1000 години работат за една иста работа, така да може ова 1000-тата година, не знам. Во интерес на времето само морам да кажам, да не испадне. Ова Советот за безбедност на Обединетите нации гласаше, заседаваше за Косово, за нивниот пристап во Совет на Европа, за ова што се случува во Северно Косово, морам да кажам, Вучич, српскиот претседател е таму, не би излегувал понатаму, но проблемот е со овие референдуми што се случуваа на Косово. Некако се да има тензија у светов, па затоа и требаше да почнеме прво од Косово, нели? Ама ние отидовме подалеку. Добро, на крај го. Бидејќи добро е да завршиме со Косово, а не да почнеме со Косово, што е многу важно. Да.